Бројките се уште се движат и се пресметуваат. Од оно што го знамо од аналитичкиот центар што го имаме, веројатно разликата ќе биде некаде околу 130.000 гласови, може би нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа од утре нов ден, се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги практикувавме и досега. Ги охрабрувам граѓаните кои не излегоа во првиот круг да го дадат својот глас било кому, да учествуваат на 8 мај во вториот круг, затоа што знам дека еден добар дел од нив веруваат дека победникот се решава во вториот круг и не сакаат да излегуваат во првиот изборен круг. Тогаш ќе имаме и парламентарни избори. Очекувам уште поголем одзив на граѓаните и се разбира, очекувам една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава, дел од евроатлантските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оска на која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. Во оваа смисла, може би ќе има и прашање во таа насока од некој од вас. Сакам да кажам од напред, бидејќи имаше такви шпекулации, дека нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжува вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потполно туѓ на моето политичко верување. Никогаш не сум го правил тоа, ниту ќе го правам сега, никакви заткулисни договори, ниту во 14-та, ниту во 2019-та, не сум правил такви договори со ниту еден политички лидер, со ниту една политичка партија, за да механички преземам гласови од било која етничка заедница или, не знам, од било која општина, од било која социјална група или категорија. Тоа нема да го правам ни сега, едноставно на сите граѓани, независно од нивното етничко потекло, ќе им го презентирам мојот концепт и се надевам дека далеку поголема бројка граѓани на 8 мај ќе го препознаат тој концепт како најдобар и како најпродуктивен за натамошниот развој на македонската држава. Значи, нема предавање. Не сакам да покажам никакви знаци на малодушност, затоа што не се чувствувам така во овој момент.